44 судии и 11 јавни обвинители заминуваат во пензија. Предлог законските измени не стигнаа до полног да ги поминат собраниските филтри за да им се продолжи мандатот на судиите и обвинителите. Судскиот совет изгласа заминување во пензија на 44 судии, а советот на јавни обвинители испрати во пензија 11 обвинители. Ние моравме само констатирачки одлуки се применуваме закон според кој 36.2022 е последен ден за сите кои наполниле 64 години и престанок на функцијата, односно на работниот однос. Пред да се констатира престанок на судската функција, предходеше жестока расправа помеѓу членовите на Советот. Мери Радевска, член на Судскиот совет, жестоко се спротивставуваше судиите да се испратат во пензија, говорејќи дека тоа ќе донесе колапс во судскиот систем, кој и онака се соочува со недостаток од кадар. Останатите кои седат во Судскиот совет не го делеа мислењето со Радевска, која и не учествуваше во крајното гласање. Кој беше донесен и беше во сила кога на овие колеги им беше продолжен мандат. Значи, јас се согласувам. Закон за работни односи. Не, извинете колега, врз основа на законот за работни односи кој го читаше председателката, се сака да се донеси одлука. Вие како судски совет, како институција ви ги почитуваме законите, дали на некому се допаѓаат или не му се допаѓаат, тоа е друг проблем, личен проблем, ние мораме да ги почитуваме овие закони и да постапуваме по нив. До крајот на годината старосната граница за пензија ќе исполнат уште 16 судии и 20 јавни обвинители. Предлог измените на законот за работни односи власта го прати во собранието со европско знаменце, а опозицијата остро се спротивставуваше, тврдејќи дека власта сака да протне закон со што ќе го продолжи мандатот на судии и обвинители кои носеле партиски одлуки.